Благодарам. Почитувани преседавачи со комисијата, почитувани представници од Европската Унија, почитуван амбасадор, почитувани гости, почитувани пратеници, пред се почитуван народе македонски. Овде сме за да проговориме за тоа што треба да го сработиме. И тоа што треба да го сработиме е многу јасно. Клучот е нотиран во поглавје 23. Јасно ни е нотиран и од нашите пријатели од Европската Унија и Соединетите Американски држави, дека тоа што треба прво да го завршиме, тоа е владење на правото, борба со криминалот и корупцијата. Тука имаме еден клучен проблем. Се јавив за дискусија затоа што сметам дека оваа теза мораме да ја расчистиме. Не може тој што го создава проблемот да биде решение ако не се покае за грешките кои ги направи. Тоа е согласно принципи и од тие принципи не можете да отстапите затоа што историјата тоа го докажува. Едноставно, ако генерирате проблем, вие не можете да бидете решение ако не го признаете проблема. Зашто го тврдам сето ова? Затоа што изгубивме, барем ние како пратенички состав, 4 години, заедно да работиме на владење на правото, заедно да работиме на човековите слободи, заедно да работиме на реформи на администрацијата, дигитализацијата, пред се заедно да работиме на борбата против криминалот и корупцијата во нашата држава. Наспротив тоа, ако направиме сублимат што сработивме како парламентарен состав, односно што ни понуди власта како приоритети, ќе ве потсетам, законот за марихуана, закони за коцкарници во разни варијанти. Го имавме фамозното незаконско барање за продолжување на мандат на суди и тоа селективно, по желба на министерот. Го имавме фантастичниот закон за кривичниот закон, преку ноќ, и тоа што беше доверба 3-4% во судството се разнижи. Буквално сите тие криминалци се најдоа на слобода. Го имаме во процедура законот за селективна амнестија. И така натаму, и така натаму. Со овие работи, едноставно, сите ни кажуваат дека не можеме да влеземе во Европската Унија. Дополнително, да не премолчиме, затоа што овие обврски се наши обврски. Не можете да одите напред ако во оваа собрание мнозинството, владеачкото мнозинство носе закони за да се озакони криминалот. Ако вие носите закон каде што знаете дека вашите фирми ќе работат на тој и тој проект, тоа е веќе државна корупција. Тоа е криминал каде што државата преку овој парламент создава услови за тоа да се развива. Собранието едноставно не можеше да се надмине, не можеше да реагира на злоупотребите на ЕУ фондовите, на ИПАРД фондовите, на фондовите за иновации и така натаму. Видовме многу селективност, видовме многу злоупотреба на домашни и на ЕУ пари и на средства кои доаѓаат од Соединетите Американски држави. На крајот едноставно никој веќе не молчи во оваа држава. Ние го тоа збориме 4 години, на ова се надоврзаа сите. Јасни се позициите и на Европската Унија и на Соединетите Американски држави. Никој не се сложува повеќе ниту да инвестира во реформи во оваа држава, затоа што и парите за реформи завршуваат како корупција. Ова е таа сурова реалност во која живееме и со која мораме да се соочиме ако сакаме да продолжиме понатаму. Сакам овде да нотирам. Имаме уште еден проблем пред нас. Не дека не е видено. Меѓутоа мораме да кажеме дека клучно и за владење за правото и повторно поврзано со оваа владеачко мнозинство се изборите. Пред нас се поставуваат прашањата повторно дали ќе имаме фер избори. Иако со
отворени, гардови велиме дека сакаме да влеземе во Европската Унија, дека сакаме да ги постигнеме тие европски цели. Зашто го тврдам се това? Пред нас во собранието е буџетот 600 милиона евра, од кои 150 милиона се директна помош за граѓаните и тука немаме ништо против. Дури и тоа да изгледа и како подкуп пред избори. Меѓутоа немаме ништо против. Меѓутоа, внимавајте, почитувани господа, 450 милиона евра наменети за фирмите без никакви правила на играта. Кој ќе ги добие тие средства? Од искуство гледаме дека доминантно овие пари завршуваат кај фирми од власта. Ова е тој сентиментален, тој директен, подмолен подкуп што се случува на институционално ниво. Ова го имаме и во земјоделие. Намалени се директните субвенции за земјоделците, наспроти тоа зголемена помошта за фирмите. Повторно, без никакви правила, се поставува прашањето каде завршуваат тие пари и за кои намени. Збориме за администрација, го имаме овде отворено проблемот со администрацијата. Ви се молам, вчера излезе оглас 500 вработувања во електростопанство. 500 вработувања пред избори, каде што имате и администрација, имате и шофери, имате и се што. Отворете ги дневните весници, ќе видите пред да стапи во сила техничката влада еден куп огласи каде што треба да се вдомат партиски војници. Се надевам, барем сето ова го веќе имаме видено, барем нема да видиме директен подкуп на денот на гласањето, за да се влијае на крајниот резултат. До таму се понижува македонскиот граѓанин со директен подкуп на самиот ден на гласање да се влијае на изборите. Ова не ни треба. На нас ни требаат реформи, на нас ни треба силна посветеност на патот кон Европската Унија, на нас ни треба пред се да расчистиме со овие работи. А тоа е многу јасно. Борба против криминалот и корупцијата. И повторно ќе се вратам на мојата теза, не може тој што го створил проблемот да биде решение на проблемот. Затоа би сакал на нашите пријатели од Европската Унија да скренат внимание на овие избори, да не бидат и тие дел од таа коруптивна шема. Државата има капацитет, државата сака да оди напред, државата мора да оди напред. За да се случат тие промени, ни треба ангажман на сите. Ни треба посветеност и ни треба пред се да ја завршиме домашната работа. ЕУ ќе се случи, тоа ќе биде секако политичка одлука на Европската Унија, меѓутоа тоа ќе биде во моментот кога ние ќе бидеме спремни да влеземе во Европската Унија. Благодарам.